Шести дел, шесто парче од видео подкастот Синдикатот за новинарските работи. Добре дојдовте уште еднаш во импровизираното студио на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, но амбиентот и не е толку битен колку што е битно она што сакаме да ви го понудиме како содржина. По Павле Беловски, адвокатот Горан Андревски, поранешниот председател Звездан Георгиевски, најпрепознатливата Тамара Чаусидис и многу битната за нас Тамара Гранчаровска, наред уште еден соговорник кој што е добро упатен во сите состојби во македонските медиуми и од аспект меѓу другото и на вмрежување и синдикално организирање. Но повеќе детали за се во следните 15 минути со нашиот добар препознатлив гостин од колешката Теодора Цветковска. Теодора? Како што веќе најави колегата Перо, со нас е Кристина Озимец, истражувачки новинар, во јавноста познат и како единствената организаторка на единствениот фестивал кој се занимава со медиумските прашања и со состојбите на новинарите и медиумските работници. Кристина, добре дојде. Јас би почнала токму со тоа и со последното издание на фестивалот на Пина, каде што беше промовирана вашата публикација, која работевте макотрпно цела година преку анкети, во која и ние малку земавме удел, па кажи ни повеќе за тоа. Публикацијата беше за сајбер безбедност. Какви се наодите? Што откривте при истражувањето? Да. Најпрво фала многу за поканата, здраво на сите. Многу ми е драго што синдикатот ги прави овие подкасти, ги адресира важни прашања во медиумите, така што нели споменавме и во неформалниот дел дека и јас бев дел од синдикатот, мислам во нели како член на управниот беше така одбор, така да баш ми е драго, секогаш и со Пина соработуваме активно со синдикатот. Во однос на прашањево, значи знаете ние веќе изминатиот период, изминативе неколку месеци работевме, значи практично активно баравме да дојдеме до што повеќе колешки на нашата медиумска сцена, значи преку анкети опфативме и дојдовме, мислам дека навистина една сериозна бројка од 103 новинарки, кои што ги анкетиравме конкретно за онлайн безбедноста, односно онлайн вознемирувањето и разните видови на онлайн насилство, напади и така натака кои што се случуваат. Ние тргнавме од една хипотеза, да речем, од она што нормално го гледаме како медиумски работници, како новинари, работиме активно, нели, и тргнавме од тоа дека видливо е она што се случуваше, нели, со таргетирањето на новинарките. Но сакавме да видиме каква е навистина ситуацијата. Затоа и тргнавме со една, имавме нели цел да фатиме една навистина солидна бројка, за да потоа добиеме резултати кои што навистина ќе бидат релевантни за она што се случува со оваа состојба. И она што го добивме, мислам дека ги надмина и нашите препоставки, да кажам, бидејќи практично излезе дека најмалку 81% од анкетираните новинарки на нашата медиумска сцена се соочиле со некаква форма на онлайн вознемирување. Значи, тоа е многу различно, кај сите примери се различни, собравме многу искуства, колешките споделија и лични искуства, доста од нив, некои со име и презиме, некои анонимно и така натака. Така што тие, како што кажав, искуства се навистина различни и целиот тренд е загрижувачки, затоа што имаме нели од онлайн вознемирување, онлайн булинг, навреди, говор на омраза, шовинизам, сексизам и така натака, па се до колешките сведочат, се до закани експлицитни, значи закани по живот, за жал, и други видови на притисоци. Сето тоа е достапно во публикацијата, мислам сега ова го зборам секако без бројки, да не оптоварувам многу со бројки, меѓутоа навистина е детална и темелна и дава една слика навистина во овој проблем за каде треба да се стави фокусот и понатаму, значи не само каква е состојбата, туку и дава и доста препораки за како понатаму.
Така, дали една од причините за самоцензурата некогаш на новинарките и премолчување на оние проблеми, па и барање на помош кај нас доаѓаат да се обратат за тоа, но не толку често, се и условите во кои работат, ниските плати, несигурните работни места. Нам делот тие работи ни се доста добро познати, но дали вие дојдовте до некој таков заклучок дека, не знам, со несигурно работно место, со никаква заштита од работодавачот, новинарките се плашат да побараат помош? Да, во овој контекст, значи, ние не го истражувавме работничките услови, да речеме. Ние бевме баш фокусирани на онлайн вознемирувањето. Меѓутоа, имавме еден податок во кој што најмалку 40% од колешките кажале дека онлайн вознемирувањето, значи, ги имало ефект да тие помалку постираат, да се само цензурираат на социјалните мрежи и на други онлайн медиуми. Во тој контекст, значи, го анализиравме овој дел со самоцензурата, меѓутоа тоа ние знаеме, значи, сите кои што работиме, бидејќи самата и анкета беше доста ширенолика во смисла на од секаде имавме колешки од сите медиуми и така на така, знаеме состојбата. Секако дека и во оваа смисла, влијаат и работните услови. Имавме дека на пример исто така видлива е слабата доверба дека нешто ќе се преземе и за самите редакции на пример. Така да во овој контекст тоа покажува на некој начин дека не се работничките услови на некој начин на некој ниво ни далеку на кој што треба да бидат. Дури и ова ние сме свесни дека и дури се гледа и како маргинален сигурно проблем, секако не е, меѓутоа така и се гледа во однос на она што значи јас и претходно во традиционални медиуми бев една деценија, значи сега со Пина сум неколку години, меѓутоа ги знам проблемите и навистина имаме доста други проблеми со кои што секако дека овие исто така актуелни, кои што ни доаѓаат со денешницава нормално, ние не сме изолирани од она што се случува секаде во светов, меѓутоа нашиве се толку наталожени со години што сето тоа е така една мешаница од проблеми, да кажам, и влијае сигурно ситуацијата и во овој контекст. Кристина, не си експерт, тешко е да се користи таков предзнак. Меѓутоа го владееш моментумот родова еднаквост, джендер моментот. Каква е застапеноста во нашите медиуми? Претпоставам дека ти изнесеш можеби некаков податок, но она што мене особено ме интересира, каков е моментот на равноправна еднаквост во однос на раководните структури по медиумите? Имаш ли таков податок? Па ние пред се ги базиравме и нашиве да речеме анализи од она што го имаме како ситуација од нашето искуство што го имаме во долги години работа во медиумите, но и имаше и пред неколку години синдикатот една баш анализа, мислам дека исто така беше базирана на анкети, нема пак сега во бројки да навлегувам, меѓутоа и таа покажа дека бројките се навистина мали кога се работи за жените во раководните структури, значи во жените во медиумите, особено во собственичките, значи во менаџерските, во уредничките е подобро, имаме доста уреднички, меѓутоа и тука тоа може да се толкува на различни начини, затоа што сите знаеме дека има медиуми каде што сепак одлучуваат еден двајци, ги знаеме ние кои се што се вика кој одлучува и кој го има тој момент, така што од каде таа недоверба? Недоверба, мислите? Не е тоа недоверба, тоа е една структурна нееднаквост меѓу жените и мажите во сите сфери, па така и во медиумите и во новинарството. Значи, тоа ние сме како медиумска сфера, нели сме исто така дел од ова општество, и исто како што има секаде дискриминација и нееднаквост меѓу жените и мажите и во други сфери, така има и кај нас во медиумската сфера. Ние можеме тоа можеби тоа толку некои делови се толку нормализирани што ние не ги препознаваме, но затоа и тука ние се наоѓаме како Пина, меѓутоа и секако и другите организации нормално за да пробаме да почнеме да збориме веќе за тие
за тие проблеми. Што велат светските искуства во тој момент, во тој дел? Да, па има и во секако и во други земји, не дека е исто така сјајна ситуацијата, меѓутоа мислам дека кај нас е полоша. Искрено, сега зависи со која земја секако се споредуваме, нормално регионот е едно, друго е во западните земји, но кај нас многу, не само во однос на раководните структури, многу однесувања и да речам пракси се нормализирани кои што не би требало да бидат така. Значи не би требало да се однапред да ги прифатиме како такви. Еве, ајде, пак ќе се вратам на онлайн вознемирувањето го споменавме, се очекува еве од нас нели како новинари, секако таква ни е професијата, до некаде нели да развиеме една дебела кожа да кажам за нели се знае нашата професија доаѓа со разни видови на притисоци и така натака и тоа е до некаде и така, меѓутоа сепак тоа не значи дека ние треба да прифатиме нели дури и нашата професија, дури и новинарството не значи дека доаѓа со некои целосно недозволиви однесувања, дали е не знам напади, говор на омраза, шовинизам и така натака. Значи тоа ни е нас поентата дека не мораме тоа да го прифатиме, напротив можеме да почнеме во најмала рака да почнеме да говориме за тоа, да го посочиме како проблем и па од тука да тргнеме заедно да пробаме и да направиме нешто и нормално тука секако и со притисок од институциите во зависност од проблемот. Што били трендот? Оди на подобрување или на влошување на односите? Па зависи многу широко прашањето, меѓутоа за мене е секогаш подобро ако ги гледате проблемите и разговарате за нив, отколку да се правиме наудрени дека е добро и дека не постојат. Мислам дека па дури да е тоа тешко, нели, дури да ви се чини што се вика невозможно за некои работи, подобро е ако ги видиме проблемите, наместо да така да ги туркаме под тепех. Платформата за истражувачко новинарство и анализа го работи ова, ти имаш искуство и од работа во синдикатот, претпоставувам дека ги... Да, не работа, волонтерска, ги сумираш искуствата. Да. И по дефолт овие две организации имаат таа обврска да водат ближа за овој сегмент. Кој и кога и како треба да се вклучува дополнително? Треба ли тоа да биде институционално? Треба ли тоа да биде повеќе невладиниот сектор? Може би одење по луѓе и во основни училишта и во средни училишта? Да. Повторно ќе кажам, значи зависи за кој проблем разговараме, нашиве проблеми се многу. Еве, ајде, ако говориме за онлайн вознемирувањето, тука дефинитивно да не заборавиме имаат институциите доста што да направат, значи ние и во рамки на ова кое што нели во рамки на тој проект со публикацијата почнавме и разговори со дел од институциите, значи тука беа вклучени и луѓе од внатре во дел од институциите каде што нели ги споделивме овие наоди, меѓутоа и други искуства и наши гледишта за она што се случува. И дефинитивно институциите мора на еден посериозен начин да видат што се случува со онлайн вознемирувањето, конкретно таргетирано кон новинарките. Секако тука се и медиумските организации, затоа што еве и покажа дел од податоците дека малку пријавуваат значи колешките. Не само што не пријавуваат и во институциите каде што е многу ниска довербата за она што им се случило, туку не пријавуваат, мала е бројката, жал, и на пријави во организациите, медиумските организации. Што значи ние треба во тој дел исто така да работиме за да се зголеми довербата дека може да се направи нешто за да се адресира некој од тие онлайн напади. Во таа насока, затоа што спомена и Перо, ти си активна во синдикатот на новинари уште во почетоците, ако архивски се гледа, Озимец е скоро на сите протести со транспаренти во рацете, па дури на протести пред затвори, притвори, знаеме и други времења.
што се има сменето? Релативно со влегување во оваа професија некако повлекоа и тие протести, па ти си на улиците од многу млада. Што се има променето во меѓувреме, а зашто си кажуваш самата на себе дека баш од мртва точка не мрнало кога станува збор за правата на новинарите и медиумските работници? Добро. Тешко прашање, да, ретроспективно вака. Па не, тогаш, нели, тоа беше, нели, друго време, друга атмосфера. И некако, нели, во тој момент, нормално и како млада новинарка, едноставно ми спонтано дојде и оној медиумски, значи, активизам, да кажам. Активизам во смисла на борба за слободата на медиуми и борба за новинарството, за слободата на говорот. Што тогаш едноставно јас верував и сега верувам дека беше потребно. И заради тоа бев многу по, да речам, активна во таа смисла. И сега мојот активизам, ако веќе во медиумите, е само различен. Инаку и сега секако се уште го правам, само е тоа преку Пина или некои други иницијативи. Така што мислам дека има разлика сигурно во двете, нели, различни времиња и различна беше и нашава земја. И сега да можеме да навлеземе во дебата на тогаш како различна и сега како различна и колку добра тогаш, колку добра сега. Меѓутоа што се има сменето сега во однос на медиумските прашања, така? Па тоа е тешко прашање. Не знам колку за некои работи не знам колку се има сменето. Некои работи очигледно дека се останати, висат проблеми многу кои што ги имаат новинарите. Да не збориме, мислам, платите, тоа е веќе нешто кое што стварно мислам дека е очена ситуацијата и дека треба и тоа како со тоа да се бавиме, да се ангажираме и генерално условите за едукација, ако сакате, напредок во кариерата и така натака. Мислам, има многу прашања, да не збориме и за генерално економската ситуација и состојбата во медиумите, па еве и делот законите. Некои работи секако се менуваат, меѓутоа мислам дека не е колку што ние мислевме и се надевавме. Дали со програмата, например, што вие спроведувате за млади новинари, преку на неформално образование и давање платформа на младите да соработуваат и работат со вас, постои некаква надеж за некоја посветленина, затоа што студенти скоро и да нема, а исто така и некој просек според наши истражувања во македонските редакции е веќе сведен на 40 години. Така. Да, тоа е поразувачки. Ние уште кога почнавме пред 5 години, го видовме трендот и тоа ни стана една од главните наши, еве да речем, ангажмани во организацијата и таму исто така стварно имаме фокус во работата со младите новинари. И ако веќе негде гледам надеж, таму гледам дефинитивно, а на малку места гледам. Така што дефинитивно затоа и го работиме, затоа што таму и гледаме, дека ги гледаме дури и колку и да се тие можеби мали, не знам како тоа од страна изгледа, меѓутоа ние ги гледаме промените кај колегите со кои што работиме по неколку години, да речеме, по година, по 2, по 3, некои еве и повеќе. Сега ние за жал уште немаме капацитети да вработиме, да речеме, кој што би сакале, се надеваме тоа ќе се промени, да вработиме повеќе млади новинари, меѓутоа им даваме други видови на поддршка и отвараме простори за хонорарни ангажмани и така натака. И ги гледаме, значи кога се работи, да не заборавам, значи им нудиме менторски процеси и даваме менторства и навистина посветуваме внимание на секоја новинарка, секој новинар со кој што работиме и го гледаме тој процес како тие, значи, менуваат работни места, тие самите се менуваат и навистина мислам дека сите со кои што сме работеле се уште, значи кои што сме почнале се уште се во медиумите и се на подобро место од кај што се вика, од кај што почнале некои па и не биле воопшто не биле вработени.
а сега се, например. Така што мислам дека тука има доста потенцијал, мораме да работиме. Значи невладините здруженија кои што работат со ваков вид на поддршка мора да работат со младиве новинари, зашто нас и тие самите ни кажуваат дека во редакциите не во сите сега не можеме да генерализираме, сигурно има таму, јас сум била менторирана од прекрасни колеги, нели? Меѓутоа ете тие кажуваат дека сега не добиваат доволно внимание, поддршка и така натака. Со честни случаи сигурно има и такви колеги кои што помагаат. Голем простор за делување, од овој разговор тоа се забележува најдобро. Еден практично простор, ние го нарекуваме и бојно поле, што го имаш отворено пред себе. Некде пред крајот на овој разговор, на овој видео подкаст, да ни кажеш Кристина Озимец е синоним, меѓутоа Пина е тим. Па ние сме, уште од почетокот, значи, неколку колешки, ние се познаваме подолг период и оваа иницијатива се роди така. Прерасна, искрено и би кажала, можеби во ништо друго, што ние првично замислувавме. Тргнавме со некоја идеја за најпрви ни беше фокусот истражувачко новинарство, повеќе тогаш во тој период можеби повеќе со тоа се бавевме, меѓутоа потоа си дојдоа некои дискусии, некои наши потреби, да кажам и прерасна да речам платформата се занимава со многу повеќе од тоа. Значи тоа се колешките со кои што основавме организацијата, меѓутоа преку овие програми кои што ги водиме, подоцна се вклучија уште доста колеги, колешки, значи млади со кои што соработуваме, така што секако сите тие се Пина и без нив никако не би стигнале, значи, до тука. Навистина мислам дека иако сме се уште мали, можам да кажам, мислам дека како за една организација навистина направена од партизански ќе кажам, тој збор ќе употребам, мислам дека добро не оди засега. Теодора, овде негде мора да запреме Кристина, таа би можела да ни зборува уште долго, има и причини, има и поводи за зборување, но ова е доволно за овој видео подкаст. Кристина Озимец, ти благодарам уште еднаш за гостувањето, за изнесените податоци, мислења за тоа што го правиш ти самата и твојот тим околу тебе за новинарството. Чест ни е што во последната епизода за оваа година Синдикатот за новинарските работи токму ти си ни гостинка. Секако неформално, формално, тука сме и се гледаме и ти благодарам уште еднаш за целиот придонес што го имаш. Благодарам многу на вас за поканата. Благодариме сета поддршка за Пина од самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Почитувани, ова е крај на шестиот дел, со ова завршува еден циклус за оваа фаза од 2022 година на видео подкастот Синдикатот за новинарските работи. Видете, со нас и натаму ќе ви обезбедуваме и добри интересни гости и оние што се практично во тек и ги следат и ги знаат работите.